Беше тоа на 22. август 1864 година, кога 12 земји ја потпишаа првата Женевска конвенција. Основан е Црвениот крст. Беше тоа на 22. август 1941, кога е формиран првиот скопски партизански одред, а на 11. октомври истата година беше подигнато македонското антифашистичко востание. Беше тоа на 22. август 1944, кога во селото Зборско, Мегленско, Ејскиот дел на Македонија е формирана 7-та македонска битолска народно-ослободителна бригада. Тоа е воедна единица на Народно-ослободителната војска на Македонија, била формирана од битолскиот партизански баталјон Стив Наумов од составот на 2-та македонска бригада и ново пристигнатите борци од Битолско. По формирањето преминала во Битолскиот крај, каде што ги напаѓала позициите на бугарските сили на просторот Ресен-Битола, граничните караули на планината кај Макчалан од 24 до 28 август 1944, во Преспа од 5 до 7 септември истата година. По капитулацијата на Бугарија влегла во составот на 49-та македонска дивизија на Народно-ослободителната војска на Југославија. Во наредниот период водела непрекинати борби против германските сили на комуникацијата Ресен-Битола, учествувала во ослободувањето на населените места во Преспанско и Битолско, влегла во Битола на 4 ноември 1944 и учествувала во ослободувањето на Кичево и Зајас од 15 до 18 ноември 1944. По реорганизацијата на единиците во декември истата година, дел од борците влегле во состав на 8-та македонска дивизија, а друг дел во 42-та македонска дивизија на 15-тиот корпус на Народно-ослободителната војска на Југославија. Истовремено, во составот на 7-та бригада влегла и 4-та албанска бригада, претежно со борци од албанска националност. Од овој период во литературата е позната како 7-ма македонско-албанска бригада, а понекогаш се споменува и како 7-ма албанска бригада. Со корпусот учествувала во пробивот на Сремскиот фронт, во ослободувањето на Славонска Пожега и на Загреб, а потоа во мај 1945 година била расформирана. Беше тоа на 22. август 1947, кога со одлука на владата на Народна република Македонија во Скопје е формирано специјализирано предпријатие за производство на филмови Вардар филм. Својата дејност предпријатието ја почна на 5 декември 1947. На 22. август 1924 година во дебарското село Тресонче е роден Кузман Смилевски. Од 1944 тој се вклучил во Народно-ослободителната војска на Македонија и станал член на Комунистичката партија на Југославија. Во војната бил политички комесар на 4 баталјон, а потоа и помошник на политичкиот комесар на 8-та македонска ударна бригада. Ја вршел должноста началник на одделение на армијата, а потоа бил и началник на катедра на воената академија. Завршил Виша воена поморска академија на ЈНА. Во 1973 година се пензионирал. На 22. август 1946 година е роден Васил Тоциновски, македонски писател. Како добитник на Рацинова стипендија во 1969 тој дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје на групата Историја на книжевностите на народите на Социјалистичка федеративна Југославија. Работел како водител на телевизискиот дневник, уредник, главен и одговорен уредник на втората програма на македонската телевизија од 1981 до 1984, како и на секторот за училишна, образовна и научна програма од 85 до 88 година. Автор е на сценарија и на 50 на документарни филмови и серии емитувани на програмите на тогашната југословенска радио и телевизија и на многубројни програми и фестивали во светот. Остварил меѓународна соработка и престој во Советскиот сојуз, Италија, Германија, Словачка, Романија и Бугарија.
Бил веде директор на Македонскиот институт за фолклор, работел и како научен соработник на Институтот за македонска книжевност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, а од 2008 се до пензионирањето во 2014 работел како редовен професор на катедрата за македонски јазик и литература на Филозофскиот факултет во Риека, Хрватска. Бил главен и одговорен уредник на најстарото македонско книжевно списание за литература, култура и уметност Современост. Васил Тоциновски е потписник на 57 редакции и избори од македонското книжевно и публицистичко наследство, соавтор е на 17 енциклопедии, зборници, прирачници и учебници за средно образование во земјата и странство, публикувал 317 книжевно-историски студии и 431 рецензија за автори и дела од домашната и светската книжевност. Неговите трудови се преведувани на германски, италијански, англиски, словачки, хрватски, српски, бугарски, словенечки, албански, полски, турски, француски, руски, романски и други јазици.